Добро утро од Собраниски брифинг. Гостина ова утро со нас овде во Собранието ќе биде пратеникот од редовите на СДСМ Диме Вилковски. Денеска јавноста веќе знае, на дневен ред конечно се најдоа оние закони, антикризни закони од петиот сет економски мерки со кои беа блокирани плати на околу 20.000 работници. Добро утро. Добро утро. Поздрав до вашите слушатели. Така е. Денеска во Собранието ќе заседава Комисијата за финансирање и буџет. На неа се, веќе знаеме, дневниот ред е утврден на две седници, 17-та и 19-та. На 17-та седница е законот од претходниот економски сет, од четвртиот еден закон, за кој требаше да се додели помош на околу по 6.000 денари. И на 19-та седница треба да се најдат три закони од петиот сет економски мерки. А сега прашањето ми е, имаше ли потреба да бидат блокирани толку време овие закони со оглед на тоа дека се најде решение, Алијансата ги повлече амандманите, ВМРО ДПМН ги повлече амандманите? Благодарам на прашањето. Многу пати сме го истакнувале, лично и јас сум зборувал овде и на Комисија на парламент. Не е јасно кога во ваква здравствена економска криза, која што е во целиот свет, вклучувајќи и кај нас, да се блокираат закони кои што директно се импутираат финансиски средства заради кризната ситуација до граѓани, фирми, предпријатија и така натаму. Меѓутоа, за жал, сведоци бевме до сега дека се блокираат се со цел, јас тоа сегаш го кажувам, не е заради целта, целта е да се дојде условно кажано на власт. Мислам дека многу пати се укажува дека во овие ситуации секогаш треба да имаме ситуација каде што сите треба да бидеме на една страна, тоа е колку што може да најдеме начин да го пренабрегнеме овој негативен тренд, односно здравствена економска криза, бидејќи се борни сите со COVID. Нема ниту партии, ниту граѓани од една или од друга провиненција, етничка структура и така натаму. За жал, опозицијата ги блокираше тие закони, блокирани уште многу други закони, се надевам ќе имаме простор и време да кажеме и за тие закони. Овие закони беа влезени во процедура, вклучително и петиот пакет закон беше отприлика пред месец дена и како на дневен ред ставена. 31 март требаше да биде... ВМРО ДПМН ја раководи институцијата, односно Комисијата за финансирање, конечно со многу напор, многу труд, многу разговори, на некој начин и притисок дека ова мора да се заврши, за кој што и самите рекоа дека се сложуваат, меѓутоа денеска конечно ќе се дојдат на дневен ред на комисијска расправа, каде што се надевам само ќе ги донесеме, бидејќи све е јасно во која конотација се работи за овој закон, односно петиот пакет. Слагам да кажам дека се работи за 160 милиони евра, кои што во 29 категории или мерки се доделуваат финансиски средства и за стопанство, и за автопревозници. Голем дел се влегува во даночната регулатива, радиодифузерите, значи 50 милиони денари и така натаму. Меѓутоа, морам да спомнем тука уште минатата година блокиране исто така законот од опозицијата од четвртиот пакет, каде што, како што и вие рековте, над 21.000 граѓани треба да добијат по 6.000 денари. Тоа се деца без родители, тоа се оние пензии што самохрани, значи потоа оние граѓани пензионери кои што имаат помали пензии и така натаму повеќе категорија, значи над 20. За жал тоа беше блокирано, иако финансиски средства се обезбедени. Жалосно е тоа што се случуваше, досега вакво нешто јас лично нема видено во парламентарна демократија, а во Европа сигурно нема. Господине Вилковски, со собраниски жаргон, овие закони се планира да поминат на брза лента. Дали се очекува до вечер да бидат ставени на пленарна седница? Според неофицијални информации се говори овде во собраниските кулуари дека после 18 часот би можело да биде закажана таква седница. Значи, многу пати тој председател на собранието го има кажано дека се работи за закони кои што мора веднаш и брзо да се изгласа, вклучително и мнозинството, односно парламентарната позиција. Имаме закажана седница, сега ќе видиме како и во кој тек ќе оде, бидејќи разговараме и за национална стратегија. Да. Значи ова
треба да се разговара и за другите закони, бидејќи јас го имам и целиот список кои што се повеќе од 30 на закони кои што се блокирани, бидејќи ако веќе опозицијата кажува дека целиот процес сака да се одблокира, кој што они го направија на овој начин да функционира, потребно и честно е да кажат и сите други закони треба да ги одблокираат. Јас се надевам во многу брз временски период ќе ги донесеме, иако тоа пак ќе кажам дека досега и требаше да биде веќе и процесуирано, да излезено во службен вестник и така натаму. Владачкото мнозинство чисто знаеше да каже за овие закони за државјанство и за петиот сет, нели, блокирањето на овие закони, дека Алијансата за албанците и ВМРО ДПМН се имаат договорени, бидејќи еве сега обвинува дека ВМРО ДПМН ги повлекува амандманите на истото законско решение за државјанство. Колку на вистина од тоа? Дали на вистина се договорени или никој ништо не знае, тоа се собрани? Мислам дека и граѓаните го знаат, ние многу пати тоа го имаме кажувано, јас само ќе ви наведам ВМРО ДПМН, значи само ВМРО ДПМН има блокирано 5 закони, кои што на вчерашната координација рекоа дека ќе ги повлечат исто амандманите како што ги повлекува и за Законот за државјанство, каде што и ние, нели, како опозиција, односно како Социјалдемократскиот сојуз, имавме одредени замерки во однос на тоа законско предложено решение. Јас само ќе ви наведам еден дел од законите, значи 471 амандман имат за блокирање на Законот за административни службеници, Законот за здравство, односно за еве да бидам попрецизен, за Законот за здравствена заштита, за работни односи, за Законот за внатрешни работи. Значи тоа се законски кои што се блокирани, да. Ние имаме блокирани закони кои што се само заради усогласување со Закон за прекршоци, а се блокирани. Затоа велам дека суштината е сосема друга, нема никаква законска пречка, односно имаат они право, меѓутоа морал етика тука јас не гледам во никој случај, а во однос на нивното договарање и недоговарање, граѓаните се многу свесни кога се носеше законот за буџетот, односно буџетот. Ние денеска, ако само ќе ве потсетам и вас и вашите слушатели, дека кога се носеше буџетот, интегралниот текст, они излегоа од салата. И сега, ако мнозинството имаше неколку под наводници болни, денеска ние за ова немаше да разговараме. Ке имавме сосем друг начин на финансирање. Како тогаш успеа и ВМРО ДПМН и Алијанса заедно да излегуваат, тоа ќе оставам граѓаните да ценат и да пресудуваат. Меѓутоа, морам да кажам, жалосно е што после 30 години парламентарна демократија прв пат се случуваше и се случи за опозиција да излезе од гласање на буџет со една единствена цел, за да не се донесе буџетот. Јас немам зборови во однос на тоа што уште да додадам. Многу е чудно, почитуваме дебата, почитуваме гласање против или за, затоа се и ние и они. Тука сме за да разговараме, дебатираме, меѓутоа кочење врз основа на некакви си добивање на политички поени, тоа лично не можам да го прифатам. Владата веќе најавува измени во Законот за здравствена заштита во делот на усогласување, односно намалување на цените во време на коронавирус на приватните клиники. Прашањето ми е, дали очекувате обструкција и за овој закон? Или подршка, да кажем? Не можам ништо да прejudicирам, можам само да апелирам и да се надевам дека немаме да имаме обструкција. Многу пати кога разговараме и кога на некој начин преговараме во однос на законски решенија, излегува сосема друго решение на крајот, меѓутоа јас во овој контекст сакам да кажам дека стварно се надевам дека нема да го блокираат тоа законско решение. Ги наведов и овие 5 закони кои што рекоа дека ќе бидат блокирани. И ако веќе собранието треба да е блокирано, јас би очекувал тоа да биде во буквална смисла на зборот. Уште е последното прашање, нели, за денешниот разговор. Денеска на дневен ред е продолжување на расправата за националната стратегија 21-25 година. Опозицијата обвинува дека власта не е способна да ја спроведе. Како ќе одговорите на ваквите обвинувања? Значи, вчера почна расправата, ќе продолжи и денеска. Значи,
Како да ви кажам, во однос за националната стратегија најмалку се зборува, иако морам да потенцирам дека и како парламентарно мнозинство и опозицијата, како што рековме вчера, дека ќе гласаме таа стратегија, која што е добра. И опозицијата потврди дека ќе поддржи. Точно. И сега, нели, тоа го дозволува собраниската говорница, се кажуваат работи кои што биле во минатото, ние кажуваме, правиме споредби, компарација. Јас сум убеден тоа дека е потребно и добро е што се донесе поддршка во работењето на комисијата, има многу голема од парламентарното мнозинство, поготово нејзиниот дел на транспарентност, на пројавување на иницијативи. Јас само ќе ве подсетам, дали некој од граѓаните знае како се викаа луѓето кои што порано беа во таа комисија? Никој. Тие има дури еден извештај, се сеќавам, кога само за една година имаат една пресконференција и само 10 иницијативи, односно некои работи кои што сметаат дека се прекршени. Денеска е сосема друга, овие околности сосема други, значи се работи, се разговара, се критикува, тоа е добро. Јас се сеќавам кога зборувавме за слободен пристап до информации, тоа беше намислено на именче во минатото, денеска секој граѓанин може да добие било која информација. За жал морам да потенцирам, имам многу лажни вести, ама тоа е веќе сосема друга проблематика, меѓутоа борба против корупција, борба против нетранспарентноста, јас сметам дека сме на добар пат, ама тоа заеднички мораме се навикнуваме да некои работи, бидејќи ако сме отворени за соработка, ако сме отворени кон граѓаните, тоа треба да ја покажеме во буквален смисла. Убеден сум дека ќе успееме да направиме многу добри работи во однос на таа проблематика. Ви благодарам на разговорот. Благодарам и на вас. Студиова беше разговорот со пратеникот од редовите на СДСМ, господинот Диме Велковски.